Почитувани, добар ден. Време е повторно да се дружиме во ова ново издание на Црвена линија и денес ве ставаме пред еден нов предизвик, тема за која што навистина сакаме да го слушнеме целосно вашето мислење. Најнапред знаете, добро познато е дека за да се вклучите во Црвена линија, го вртите нашиот телефонски број 0230766777, а она за што ќе зборуваме е следното. Дел од нашите пратеници имаат двојно државјанство. Во Европската Унија постои забрана за двојно државјанство за пратеници, односно Бугарија и Литванија. Сега, прашањето е дали треба Македонија да воведе забрана за двојно државјанство за народните избраници. Што мислите вие? 0230766777 е телефонскиот број кој што ќе го завртите и прво и основно ќе го намалите тонот на ТВ приемникот за да зборувате со нас преку слушалка и добро да се слушнеме и сега кога тајмерот ќе биде објавен, останува и понатаму 90 секунди за секој гледач. Но нема да ги забораваме сите оние кои што љубат да одговараат на нашите анкети. Анкетата е објавена на Инстаграм страницата Црвена линија, а за денес гласи вака. Дали е време патриотите со бугарски пасоши да се откажат од едниот? Гласате со да или не и сега како што впрочем и правиме, некаде таму по рекламите ќе ги објавиме и резултатите. Сега е време да ве слушнеме вас. Што мислите генерално на темата за која што ќе зборуваме, бидејќи дел од нашите пратеници сепак имаат двојно државјанство. Ќе повторам, во Европската Унија забрана за двојно државјанство за пратеници имаат само две држави, а тоа се Бугарија и Литванија. Па и ве прашуваме дали треба Македонија да воведе забрана за двојно државјанство кога станува збор за народните избраници. И време е да вклучиме гледач во Црвена линија, да видиме кој прв ќе го пробие мразот во ова денешно издание. Добар ден! Добар ден! Добар ден, секој добро Црвена линија. Да, ве слушаме. Да го намали уште малку, друго ми нема да слуша. Вака ќе прашаме. Едно просто прашање. Ајде. Како дојдовме до ова држава? Двудржавјанство за глупост. Кој е одговорен? Што ни се случува во државата? Министерството за внешни работи? Министерството за внатрешни работи? Како може да дозволуваат овде да се бешетарат бугарски пасоши? Уште да не кажем, ја ти реков, спачите после мене ќе се јави Љупче Чадарот, ова сето ѓубре. Ја да кажем дека има најмалку 50 бугарски пасоши од Косово и од Македонија и од Албанија. Најмалку 50, што потпишале таму? Дека биле балисти, дека заедно со бугарскиот окупатор, како потпишале они? Ако нашиве потпишале дека учесник биле и така, затоа реков, ја баш сакам да прашам некој после мене се јави како ги добиле тие пасоши? Ајде, дека се јави некој паметен. Ајде мене да ми одговорите на анкетното прашање, дали е време патриотите со бугарски пасоши да се откажат од едниот? Да или не? Гледачот најверојатно се исклучи. Цениме што се вклучивте во денешното издание на Црвена линија. Одиме со вториот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро, Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Тело. Поздрав и до вас. Привидејќи, ние сме демократска држава, искрено да ви кажам, овие сега што е поставен насловот, пратениците што дошле во парламентот, пред тоа ги има земено државјанството, не откако станале пратеници. Затоа како демократска држава во Република Северна Македонија никого не можеме да му сугерираме дали ќе биде државјанин како што имаме ние хрвати, црногорци, срби, албанци, турци и така. Сите има право на својата матична држава да се зема државјанство. Тоа е неспорливо. А и не може никој да му наредува некому да нема државјанство. Тоа се коси со човековите права. Така, доколку некој обавува јавна функција, нешто подоцна стане пратеник, па отпослен или аплицира за двојно државјанство? Тоа треба дополнително
То треба дополнително во законот за избори на пратеници и на советници да се донеси дополнително да се забрани кој ќе стане пратеник или советник во општина да го стави во мирување неговото државјанство, второто државјанство. Затоа јас ми реков, овде се решуваат човековите права И и уште не едно. смеме толку драстично да реагираме, затоа што ние како демократска држава сме то. И уште едно прашање, одговор на нашето анкетно прашање за денес. Дали е време патриотите со бугарски пасоши да се откажат од едниот, да или не? Да, патриотите треба да се откажат од бугарското државјанство, си го чуваат македонското државјанство. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, па еве, кој е вашето мислење? Благодарам, а или работа нека вие. А или и вам? Па да слушам. Така, па ние, да не речем, лудаци што сме нон-стоп на овие телефони и телевизии, не можеме без тие контактни емисии, така да, Ако? Само јас сум подруг малку од другиве, пошто јас си ја сакам Македонија и бранам оно што е позитивно. Овие пратенициве што или било кои патриотиве, што имат по два пасоша, тоа за нив не е убаво, пошто се напинаат ова она, а се слабичи чим имат по два пасоши, значи се плашат од нешто. Меѓутоа, ако во само две држави не може да има две државјанства, тогаш мислам дека нормално е да има и 5 државјанства, само во која и да е држава да се бори за доброто на таа држава. Лошо е кај што и нашиве и другиве што се немакедонци се борат за лошото на Македонија, затоа што тирански платформи, атински платформи, софијски платформи. Меѓутоа, најјака е президентската платформа од 500 години и по неја се владеат овие западниве комшии. Тие прво отидоа во Атина направија преддоговор, прво отидоа во Софија тие направија преддоговор и сега овие нашиве со по 2-3 пасоша само подпишуваат и сега. Благодарам што ја искористивте можноста да ги кажете вашите ставови во 90 секунди и посакувано да ве слушнеме, се разбира, продолжете да се јавувате. Денеска темата верувам дека секој од вас има нешто да каже, особено кога станува збор за имање на двојно државјанство кај луѓе кои што се народни избраници. Добар ден. Ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали сум на линија? Да, вие сте во Црвена линија, повелете. Да, благодарам. Па видете, не дел наши пратеници. Јас мислам дека е еден поголем број пратеници со двојно државјанство и е крајно време да ги чуеме и видиме кои се тие. Дали Македонија треба да воведе забрана за двојното државјанство? Прав момент е сега. Прав момент. И да видиме кои се тие што ја прават погодноста на Бугарија да докажува дека ние сме благонаклонет бугарски народ, однос корените ни се бугарски. Од тука ги влечат тие ни тези, од тука атакуваат врз нашите корени и нашето национална припадност. Значи, мислам дека рековте, една мал број држави во Европа имаат забрана за двојно државјанство за пратеници. А ние најмногу треба да внимаваме на тоа, најмногу заради тоа што навистина нашата судбина се уште не е решена. И да, секако еве ни одговорите на анкетното прашање, дали е време патриотите да се откажат од бугарските пасоши. Благодарам што се вклучивте. Да не должам многу, остапувам време за новиот гледач. Добар ден. Да биде тој патриот. Ако има два пасоша, не е патриот, тој е предавник. Благодарам, поздрав. Толку беше добро. Благодарам и вам што се вклучите. Еве вака сега ќе потсетам дека може да не следите на социјалните мрежи. Не заборавајте Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и секако Instagram Црвена линија. Доволно да не заследите, да коментирате, лајкнувате и секако споделувате. Што се однесува до објавата на нашата тема, еве ќе потсетам на
профилот на Facebook на телевизија Тилма имаме голем број на коментари. Па еве и на оваа дискусија, еве може видите како тоа изгледа, или црвена линија, епизода 182. На прашањето се разбира дали треба Македонија да воведе забрана за двојно државјанство за народните избраници. Милан Ристевски коментирал треба да воведе. Сонја Пановска вели убаво прашање, ама не дооформено. Се разбира вели дали со албански косовски пасоши треба да бидат во владата и државните институции. Одговоривме ка прашањето е да не се дозволи било кое двојно државјанство за народни избраници. Но ќе се префрлиме подоцна на коментарите, бидејќи времето за црвена линија за оние кои што исто така се вклучуваат и ги користат своите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Јас добро ве слушам. Иван Андреевски од Струга. Прашањето ви е прва лига. Ова требаше да го направи Македонија уште после 90-та година. Ако вие влезете во парламент или на било која друга функција, нема двојно државјанство. Од државјанството двојно повлекува облигација, тоа не знам дали вие го знаете, право да се учите и така натаму. Второ, на Македонија не сме и да се држат ниту еден прав. Ниту дали бил албанец, дали бугарин, дали турчин, било што. Двојно државјанство, вие не сте член на парламента највисокото државно уставно собрание, односно власт, човече. И трето, момент, ова емисија, малце се да се збркате, не, малце се ми збркани. Телефоните не ви функционират како овие другиве и одма ако се уклучам и ќе чекам. А сега 10 пати треба да звона. И второ, за вакви емисии, ово се озбилни емисии, ви кажува човек што 40 отворени се 6 линии, да знаете. И не се играјте. Овде нема играчка, вие го минувате јавното мислење, опедал лајден се вика англиски. Ајде сега сакам да ми одговорите и на анкетното прашање. Дали ме слушате? Ова се атомски бомби. Фала ти многу и да се ми здраво. Благодарам, сакав да ми одговорите и на анкетното прашање дали е време патриотите со бугарски пасоши да се откажат од едниот, па да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден, црвена линија. Здраво. Здраво, одлично ве слушам, повелете. Ја одлично те слушам тебе. Да почнеме со анкетата. Може ли дали е време патриотите со бугарски пасоши да се откажат од едниот? Одма, све да се елиминира тоа. Еден да не остане. Толку. Значи увезли нив толку. Еден да не остане. Такви не ни требаат. Или ако веќе има двојно државјанство, нека има некој тамо норвешко, австралиско или како сега, не тука од комшилците околу нас душмани, тој зема од душманите државјанство, значи тој е антимакедонец, против државата е. Гледам ако тој текстот ги изгубивте, што видно, реклами, гледам текстот ги изгубивте. Вака, дел од нашите пратеници има двојно државјанство, на што ве прашуваме дали всушност треба Македонија да воведе забрана за двојно државјанство кога станува збор за народни избраници. Да, од овакви квази патриоти до тука ја дотеравме државата. Сите у собрание, изузет неколку мина, може да уверам комните да немаат двојно државјанство бугарско, али затоа имаат од западнине комши државјанство, може би некои што се срби, па имат и некои српско државјанство, али тоа се мал број. Претежно се све бугарски и западно македонски граѓани, да ги решам. А зошто е тоа така според вас? Затоа што превише слобода им се даде на функционерите, сами си ја направија и кога ми рече некој, све е по закон, да го 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Благодарам за гледачот кој што се вклучи во оваа денешна дискусија. Сега повторно ќе побарам да ги видиме коментарите и на Facebook, поточно заследете и црвена линија и профилот на телевизија Тилма. Па еве Валентина Попова одговара на нашето прашање. Се разбира, тие што вршат државни функции треба да имаат само македонско државјанство и македонски пасош. Не знам зошто тоа се толерира. Јана Митевска вели да, ама од македонскиот. Знаете зошто? Затоа што тие се веќе декларирани бугари и воспротивно ќе ги водат во Бугарија како гнетено малцинство. Тоа може да биде и причина за војна во иднина. Кај се сега да рипнат
признати јавно да зборат ние не сме бугари. Односно, со сила се пишавме, со грудка во грлото изјавивме ние сме македонци. Следете и прочитајте, има огромен број, дури скоро 97 коментари и најважно од се да пишувате и секако некои од коментарите ќе ги прочитаме. Сега е време да слушаме што ќе кажат гледачите кои што ќе се вклучат. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Одлично ме слушам, добро е, црвена линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. И убав ден, топол ден. Најубав, врел ден. Така е. Можете убава тема. Само да ве прашам да не сте напишале погрешно пратеници или печалбари. Се работи за печалбари или за пратеници? За оние кои што обавуваат јавни функции. Пратеници, значи. Знаете што тие од патриотизам Како што пишува, пратеници. Пратеници од патриотизам немаат тие. Подобро тие наличуваат на печалбари. Кај има во која држава, нека ми одговорат еве сите во парламент кои што се пратеници, ви директори, тие се државни функционери кои што сисаат крв од Република Македонија. Која држава ќе овозможи со дупли пасош да направи криминал и да му дугне? Тоа е логика. Подхитно треба да им се одземет или да се тргнат од такви функции. Не ни треба такви функционери. Знаете што, кога седи човек на две столчиња, што е тој функционер? Не е функционер тој. Тој е криминалец. Без навредливи само зборови, црвена линија. Има уште едно прашање, дали е време патриотите со бугарските пасоши да се откажат од едниот? Да или не? Гледачот го немаме веќе на линија, но секако го цениме вашето мислење, продолжите да нас следите, да видиме што ќе откријат другите кои што ќе се вклучат во денешното издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Погласно може, ама не су пиел јајце живо оти било средовенески. Така ли? Добро. Вака сега, да ве одворам, ја прв пат се јавам кај вас, ве гледам, но ќе ми дајте, од јас полека зборувам, немам заби, немам ова, 80 години сум. Да преминеме на главното, 90 секунди. Да би се изразил, треба да ми дајте некоја минута. Овака, јас животот мој ми помина надвор. Ме истера на 21 година, сега сум на 80. Се враќам, прав патриота сум, пунтовник сум за Македонија, секогаш тамо, онамо, да не зборам, имаш и други браќа мои таму кои беа. Сега, да ви кажат за двојно државјанство. Моите деца и двајца са директори во Германија, ама мора да откажат од македонско државјанство за да бидат директори на функција. Така да, оваа глупост што се прави во Македонија, неспособни луѓе ја водат, луѓе што се оперисани во грло, во срце, во душа, немат никаков характер, затоа што дозволуваат две државјанства. Како вие ќе имате две државјанства, ако имате две жени? Која жена ќе ја сакате повеќе? Ако имате две деца и тогаш се знаете кој дете сакате повеќе, а камоли две држави. Значи, луѓето се тераат со туѓи крилја, летаат. Тоа е најгадното за Македонија. И Македонија нема да има среќа никогаш со такви луѓе. Тоа треба да се истера подхитно. Јас сум Зико Наков, јас си кажува што се, јас сум Влад, ама многу поголем македонец од сите. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија и веќе потсетам дека во Европската Унија забрана за двојно државјанство за пратеници имаат само две држави, а тоа се Бугарија и Литванија. Да видиме дали ќе вклучиме веднаш нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали не слушате, вие сте во програма. Ало? Добар ден, во програма сте Црвена линија. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Се надевам го намаливте тонот на ТВ приемникот и зборуваме преку слушалка. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Дали ме слушате? Дали ме слушате? Да, ние ве слушаме, повелете. Сакам да ве прашам, многу ви е добра емисијава, дали имат Ковачевски дводржавјанство?
Продолжете да не ви одземам од времето, не знаеме. Тоа е приватна информација сега за се. Доаѓаат на нашава држава. Продолжете времето. Сите видат крајот на нашава држава и си бегаат во странство. Дали Заев, дали Ковачевски, дали сите. Вака сега црвената линија се вклучува автоматски. Она на што треба да се внимава е секако на говорот. Најнапред и најважно да не биде говор на омраза или непристојни, нелагодни зборови. Не е дозволено спомнување на имиња. Оно што е најважно, кажете си го својот став и мислење и не повикувате на насилството. Тоа се правилата за да не се вклучи црвената линија. Сега ќе вклучиме и нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Може. Така, ајде повелете кој е вашето мислење во однос на тоа да нашите пратеници имаат двојно државјанство. Ало. Ве слушаме, продолжете. Нашето мислење тука е катастрофална грешка што сами сте направили овие бугари за да кола да вози во Македонија, отишле да земат државјанство во Бугарија. И ради тоа сега се потполно управу и они, преко 100.000 македонци, земеле, да речеме, државјанство ради една кола тамо. Па ја ги знам лични мои другари што се од Скопје. Имат земано пасор бугарски, за да има право да вози кола. Као наводно поевтино биле давачки. А они не рачунаме на тоа, да тоа води на катастрофални последици. А што мислите нормално за... да ги третира бугари, да им дава пасошона. А тие не се бугари, нема бугари во Македонија. Овие сами си отишле да бидат бугарита. А што мислите за тоа пратеници да имаат двојно државјанство? Носители на јавни функции? Па и тоа е контра. Против тоа. И добро е дали е време пратениците да имаат двојна државјанство. И анкетното прашање дали е време патриотите да се откажат од бугарскиот пасош? Ма тоа што е најбрз рок да се откажат од нивниот пасош. Благодарам што искористивте можноста да го кажете вашето мислење во 90 секунди. Напоменав, внимавајте на тајмерот. Гледачов горе-долу ме подсети да издвоиме уште еден коментар. Би сакала да го видите. Станува збор за коментар на Насер Ходжа. Вели, сега е доцна. Таа бројка на бугари во Македонија е 300.000, управо така е пишано, камен на сопнување, бидејќи за нив Бугарија бара да се вметнат во уставот. Требаш уште при барањето на бугарски пасоши да им се каже дека во Македонија нема што да бараат повеќе. Продолжете да не следите, се разбира, црвена линија и телевизија Телма на Фейсбук и да ги прочитате големиот број на коментари на денешнава тема. Да слушаме што ќе ни каже и новиот гледач. Добар ден. Добар ден. За жал не е добар ден за Македонија, пошто од сите страни сме притиснати. Така да еве доаѓаат секој пат кај нас кога треба нешто да се решава за Европа, европјаните ќе дојдат тука некоја дневница да земат и да ни соват памет и уствари се повикани од бебињата што треба некој да ги надои. Така доаѓа. Значи, они си бараат секој пат помош кога треба нив ништо да им се реши во нивна корист, а не во корист на граѓаните. Граѓаните се поделени точно, меѓутоа треба малку логички да се види што све се прави и како. Ете, се извадите, кажат тие членови да се поместат ако сака. Значи, а кој е вашиот став во однос на тоа пратеници и носители на јавни функции да имаат двојно државјанство? Имаат пуно пратеници и не може тоа да се како да кажам, да се сопре, си имаат. Луѓето можат да земат, така да не можеш и пратениците се поделени, тие се луѓе народ. Значи и кај нив има и опозиција, и позиција, и вакви, и такви, да не набројувам, така да тука не може ништо да се направи, затоа што кај нас све се пропнува
така. Значи за кого може, за кого не може. Нема ние што сакаме. Ние тоа, например, не би го сакале како граѓаните. Ја мислам дека ниеден граѓанин не би сакал пратеникот да има такво државјанство бугарско. Меѓутоа, еве ти видите што искочи на пописот. 3000 и нешто. Значи тие сите што имаат бугарски пасоши уопште не се пишале како национални бугари, него се пишале како македонци. Благодарам, 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Одиме сега кај твитерџиите и таму многу се коментираше и еве што издвоивме. Лајка Бос вели, нека ги објави Бугарија со име и презиме оние 150.000 со бугарски пасоши и потоа ќе ги вметнеме во устав. Да се знае кои се најголемите патриоти. Меѓу другото, еве ќе истакнеме уште една информација, односно каде што имаме еден предлог на пратеникот Мартин Костовски, вели јавно да се објави кои политичари имаат двојно државјанство. Така да, еве во продолжение ќе видиме што ќе каже и следниот гледач на 023076677. Добар ден од Црвена линија. Дали се слушаме? Црвена линија, повелете. Добар ден. Никогаш фашистичко Северна, секогаш свето име Македонија. За нас македонците Северна е фашистичко наметнато име, а Македонија е наше свето име. А еве што мислите за тоа, носители на јавни функции? Најверојатно се исклучи гледачот. Добро. Одиме да видиме што ќе ни открие новиот гледач и кој е вашиот став. Ете, тоа е оно што дискутираме. Дел од нашите пратеници има двојно државјанство и дали сметате дека треба да се воведе забрана, барем за оние кои што вршат јавни функции, да имаат двојно државјанство. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Телефонот зазвони, јас ќе се обидам уште еднаш, знам дека многу пати повторувам добар ден, но тоа е со цел да не слушне гледачот. И добар ден од Црвена линија. Најверојатно не се слушаме. Добро, еве сега ќе се префрлиме и кај твитерџиите. Ќе продолжиме со коментар на Раше. Сега ќе може да го видите на екраните. Раше коментираше: се мислам дека ако се потпише овој за нас погубен договор, бугариве ќе почнат и на улица да делат бугарски пасоши. Само да набијат едно 300-400.000 пасоши и на оние во Брисел. Што баш ги заболе за нас, да им речат дека во Македонија нема македонци, туку само бугари. Антиполитички вели, бугари бројат бугарски пасоши. До таму сме. Да видиме ние во Црвена линија дали сме до следен гледач и верувам дека добро ќе се слушнеме. Ако е намален тонот на ТВ приемникот, се разбира. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија, секој е добро. Поздрав тебе, Тања, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Јас сега имам прашање па до тебе. Може, нели? Секако да слушнеме. Например, ти во твоите лични документи дали пишува дека си македонка и јас во моите документи не пишува дека сум македонец по идентитет. Само пишува Северна Македонија, државјанин на Македонија, на Северна Македонија. Сега што ќе правим па ние? Какви сега ние, какви документи треба да добиеме, какви пасоши? Значи Македонец, Северно Македонец, мислам Северна Македонија, а идентитет македонец нема. Или македонка. Сега ние што ќе правим? Значи ние веќе идентитет немаме. Сега на нас се криви бугарите, тие што имаат бугарски пас. Друго ќе ви кажам. Јас живеам на село. Во моето село последните 30 години нема една куќа направена од земјоделие. Ако се вратат околу 250 луѓе има. Каде ќе работат? Ајде, пример. Ние зборуваме за носители, на јавни функции, пратеници. Дали тие треба да поседуваат двојно државјанство? Бидејќи тие екзистираат овде. А ово е некој од зор, значи мора. Еве јас на село. Само момент. Има, например, многу инвалиди, земјоделци. Значи не можат да работат и им праќаат пари. Еве јас, например, јас сум инвалид. Ме слушате? Да, продолжете. Јас имам 10.000 пензија, жена ми не зима ништо, таа е 3 операции правена. Ако не е син ми на мене во Страшо, со што јас ќе живеам? Значи годишно ми праќа по 7-8 000 евра.
Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и еве ќе напоменам, значи дискусијата околу поседување на двојно државјанство се мисли на сите оние кои што имаат јавни функции, како на пример пратениците кои што сме ги изгласале и се во собранието. Дали сметате дека треба да поседуваат двојно државјанство? Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Црвена линија, повелете. Во програма се слушам? Да, во програма сте, повелете. Јавувам од центарот на Македонија, Македонски Брод. Голем поздрав до сите оние кои што не гледат. Некој еден од функционерите што има двојно државјанство, одма нека се напусти државата и нека не се бори за оваа држава. Значи, не е тој за оваа држава кога побара од двојно државјанство. Она што кажувате 300.000 300.000, значи, пишале бугарско државјанство, па ќе барат Бугарија, зошто да не барат? Добро, продолжете, времето си врви. Потполно си во право Бугарија. Ако била фашистичка Бугарија, ќе наречам, извинувам на тоа. Меѓутоа, уште еднаш повторувам, секој од министер, пратеник, било кој, во власта што е, што има двојно државјанство, подхитно да ја напусти територијата и да го нема од овдека. И јас би дал уште еден предлог, секој што е таму запишан као со двојно државјанство, таа држава да му овозможи воени вежби, давачки спрема таа држава од нашава територија да се избришат. Благодарам, но не се бришете од Црвена линија, секако останете да не следите и понатаму. Одиме повторно кај твитерџиите, да видите како се коментираше и таму. Ке продолжиме со коментарот на Кат. Вели, и од СДСМ имаат со бугарски пасоши и буквално од сите македонски партии. Јодата од Македонија вели, укинување на двојно државјанство, строга забрана за вработување во јавни и државни служби и предпријатија на оние со повеќе од едно државјанство и високи казни за оние кои ќе го сокријат. Не може да е бугарин, а да работи во разузнавачка служба на Македонија. Ајде да видиме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, Црвена линија. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Знам дека многу често повторувам, но тоа е условот за да се слушне. Одлично, еве, верувам дека добро не слушате, па повелете. Може да ја прашам за вас кои се предавници и кои се добродетели? Ние прашуваме за пратениците дали оние кои што се носители на јавни функции треба да имаат двојно државјанство. Да, бидејќи секаде во било кои други земји во Европа и во светот има двојни државјанства и сепак се во парламент. Така. Продолжете си, времето поминува. Да, додека јас ве слушам и додека се слушаме, времето минува. Дали се однесува само за тие што имаат бугарски пасоши или за сите други што имаат двојно државјанство, генерално за двојно државјанство. Амерички и канадски било. Генерално за двојно државјанство, особено за оние кои што се со јавни функции. Пратеници, ако работат во разузнавачки служби. Се исклучи гледачот добро. Некои сте кратки, некои сте долги, но навистина внимавајте на тајмер од 90 секунди со цел, нели, да си го кажете вашето мислење. Ке прочитаме сега уште еден твит коментар од балерината. Вели, ајде да протестираме за укинување двојно државјанство. И одиме со следниот гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, Црвена линија.
трета среќаваме, еве ќе се обидам уште еднаш. Велам добар ден за следниот гледач, црвена линија. Има некаква фонија, но најверојатно не е намален тонот на ТВ приемникот. Тоа е нешто што мора да го направите доколку сакате убаво да се слушнеме. Ке прочитаме твити на Треш Панда. Вели, само еден услов да поставиме ние треба. Укинување двојно државјанство со Бугарија. Па да видиме како сите патриоти ќе испарат за 24 часа. Дали имаме успешна конексија со следниот гледач? Добар ден. Дали се слушаме? Добро. Еве, јас ќе му дадам време на времето, звони телефонот и добар ден од црвена линија. Добар ден, многу убав кажа, многу културно, многу паметно. Благодарам. Повелете. Сега ќе се јавам јас за овие пасушите што викате државјанство двојно. За јавни функции и за пратеници. Да, а тоа види вамо, да бидат работниците само оние што отишле за мака, да. Ама овие што се се функционерите, функционерите имат више тие пасоши двојно. Се тие ги имат, се тие ги прати, затоа чутат. А да е за работникот, осма ќе го надат. Затоа немаме, ќе барат сите ова она. Не може така. Ми слушате ли? Да, продолжете. Да, и да збориме за ова францускиот маршрутција, па го зеда наша ова држава. Каква држава ова све ваке, како политичари го водат ова? Срамота. Срамота. Греота, ние сме мало постарите, разбереме мало поише. Благодарам, пријатно. Благодарам и вам што се вклучивте во оваа денешна дискусија. Телефонот повторно звони на црвена линија. Ново добар ден за нов гледач. Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија? Добар ден, се слушаме. Одлично, ве слушам и јас. Повелете. Ние за двојно државјанство не би требало да има ни еден пратеник, а ниту некој во влада вработен. Затоа што ќе се изнакраде народни пари и ќе фати со вториот пасош преку граница. Значи нема, а или едно државјанство и да се знае тука и да одговара, секој пратеник да одговара за своето, секој во влада, секој министер. За сите своји починати, а не законот да важи за еден обичен работник, кој што, пример, земал 1000 денара или 5000 денара и ќе отиде у затвор 5 години, а ниједен министер или пратеник не отиде у затвор 5 години, 10 години, нит се отсуди за овие 27 години. А еве како го коментирате тоа што во Европската унија... Како го коментирате тоа што во Европската унија забрана за двојно државјанство за пратеници? Нагласувам, имаат само две држави, тоа се Бугарија и Литванија. Ма за ниједен ни пратеник, ни влада, ни министер, ни премиер, ни ништо не сме да има два државјанства. Кој му дозволува два пасоша? Зошто? Што кај му е да бега преку граница на друго? Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. И на вас добро, јас повтор пат се јавувам, знаете што сакам само на едно да пренесам до овие патриотиве, сака да ви го нарушат вашиот углед на телевизијава, затоа што ги боли вистината што ја прикажувате како пратеници и патриоти. Ја гледам се јавува, не е културно тоа, вие сте медиум кој гледа на сите страни. И не смее така да се однесува. Двојно државјанство, пасош бугарски, од аспект економска гледна точка, човек кој што не може да се снајде во Република Македонија како работник, па да земе бугарски пасош, да го плати како што се плачеше и да одат. А не нашите пратеници кои ги се наречени патриоти, а сакаат да имаат двојни пасоши. Нека се застрамат тие, нека не се јавуваат да ви го нарушуваат убавиот амбиент и убавата тема
во телевизијава Телма. Тие нека бидат свесни дека сами нека си го вратат пасошот. Нека се откажат од едниот пасош или од функцијата. Покрај тоа јас ги повикувам сега граѓаните на протестен митинг за сите функционери кои имаат дупли пасош. Да излеземе, да им кажеме, да ги свестиме дека тоа е предарство на Македонија. Ви благодарам повтор пат што ме уклучивте. Се извинувам. Ви благодарам и вам што се вклучивте повтор пат. Одиме сега прв пат со реклами во Црвена линија. По рекламите време и за резултатите на нашата Инстаграм анкета. Продолжете да не следите на Инстаграм и да гласате. Оние кои што тоа го направија одговорија со 94% да на прашањето дали е време патриотите со бугарски пасоши да се откажат од едниот. Само 6% одговорија со не. Ето вака изгледавме на Инстаграм. Јас ќе потсетам како и денес очекуваме да ве има во голем број, не само на Facebook Црвена линија, туку и Facebook телевизија Телма, следете не и на Твитер и секако следете не на Инстаграм. А до утре во истото време ве препуштам на програмата на Телма телевизија, telma.com.mk да се информирате, а јас и вие се гледаме утре. Довидување.